Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Раздвижени улици, полни тераси и плажи, Охрид деновиве живее во полн туристички ритам. Во екот на сезоната, кога градот е приплавен со гости од земјава и странство, повторно се актуализира прашањето за цените, додека домашните гости се почесто реагираат дека дел од услугите стануваат прескапи. Странските туристи велат цените се пристапни. It's very good value for money. Многу добра вредност односно квалитет за цената. Поевтино е од Англија. Доаѓаме од Австралија, на одмор со семејството. Кога ќе споредам со Битола, овде е многу поскапо, но тоа е цената на туристичко место. Цените не се превисоки. Најстарите што вела спрема заслугата јако. За нас не е лошо. Туристичко место мора да е поскапо. No, actually it's not. Доаѓаме од Чешка. Цените за нас се во ред. Same level like our typical. Јас би рекол дека цените се како кај нас, но сосема очекувано, ова е туристичко место, вообичаено е да е поскапо. For us is not expensive. За нас не е скапо, за нас е убаво, поевтино е отколку во Словенија. Угостителите велат цените се формираат согласно понудата, квалитетот на услугата, амбиентот и локацијата на локалите. Ке повторно мислам дека сме за странските гости доста ефтини, тоа можда нашите домашни гости го чувствуваат, да кажам, ги чувствуваат цените малку повисоки, бидејќи може да констатираме дека за нив може би сме поскапи, меѓутоа ќе кажам тоа е цената на туристички град. Од Министерството за економија предупредуваат превисоките цени може негативно да се одразат врз сезоната. Иако станува збор за пазарна економија, ценовната политика мора внимателно да се балансира, за да не се наруши конкурентноста на туристичката понуда. Туристичка сезона е туристичко место, меѓутоа тоа не значи дека треба да одат увис цените. Прво ги бркаат туристите, а од друга страна за такви цени треба да има многу поголем квалитет кој се има. И покрај поскапувањата, туристичките работници оценуваат дека Охрид и натаму останува меѓу подостапните туристички дестинации во регионот. Припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Србија од денеска па до 31 август ќе бидат ангажирани во Охрид, каде заедно со своите колеги од Министерството за внатрешни работи на Македонија ќе работат во текот на туристичката сезона. Ангажманот се реализира врз основа на протоколот за соработка помеѓу двете министерства кој предвидува заедничко полициско присуство на туристичките дестинации поради поголема безбедност и полесна комуникација со странските посетители. Според соопштението на владата на Србија, во Охрид ќе бидат распоредени униформирани полициски службеници и еден припадник на криминалистичката полиција кои ќе работат заедно со македонските полициски службеници. Српските државјани кои престојуваат во Охрид ќе можат да добиваат информации и помош директно од српските полициски службеници. Заедничките полициски патроли се дел од долгогодишната соработка меѓу Македонија и Србија во текот на летната туристичка сезона со цел да се обезбеди поголема сигурност и поддршка за туристите. Од денеска па до 13 јули ќе биде затворен за сообраќај дел од улицата Свети Климентов универзитет во стариот дел на Охрид. Како што информираат од општина Охрид, времената измена на сообраќајниот режим е воведена поради изведување градежни работи за отстранување на дефектот на канализационата мрежа. Од локалната самоуправа апелираат до жителите и туристите да го почитуваат привремениот сообраќајен режим и поставената сообраќајна сигнализација, како и да користат алтернативни сообраќајни приоди за време на изведувањето на работите. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне се услови за локална појава на нестабилност со дожд. Максималната температура се искачи до 28 степени.
Утре во Охрид променливо облачно време со сончеви периоди, попладни услови за локална појава на нестабилност со дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура од 14 степени, максималната дневна до 29 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 36 степени. Следува период на претежно стабилно време, ќе дува умерен повремено засилен северен ветар. Во четврток и во недела се очекува локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.